подкаст. Како? Next Gen. Next Gen подкаст. Next Gen. Next Gen. Епизода 45 од Next Gen подкаст. Моето име е Георги Докузов. Сам да ви се заблагодарам сите на секој еден поточно од вас кои не гледа и на овие жешки температури на 40 степени се осудувате да пуштите епизода, да не поддржите. Искрено тоа неизмерно ни значи. Денес исто така снимаме на 35+, на моја огромна чест, заедно со Ивана Каралиева Петреска од Бокси. Ивана, здрава. Здраво. Како си? Добро, супер. Фала ти многу на покана и баш ти е убава одка. Фала ти многу што се одзва на поканата и што денес ќе имаме можност да направиме еден, верувам, многу интересен разговор. Пуштивме се, звукот, камерите, значи сега се надевам дека сме лајв, ако нешто не е, нема врска, пак ќе си направиме муавет. Се Ивано, јас и два пати си имаме видено пред ова интервју. Прво неформално нешто, нели, Next Gen подкаст е исто така и на Бокси, искомунициравме околу тоа. Понатаму се видовме уште еднаш, каде што негде меѓу редови договоривме ова наше снимање. Кликнавме некако на прва и си рековме зашто да не, нели, да снимиме една епизода и вака да можат и други луѓе да учествуваат во овие разговори што ние си ги правиме. Сега, од каде би го почнал овој разговор, зборевме околу таа тема. Нормално Бокси, би сакал да го представиш Бокси, што е Бокси за тие што не знаат, ајде од таму да почнеме. Да, може. Бокси е мобилна апликација за читање и слушање книги. Исто така имаме, нели, и подкасти како дел од понудата. Има два профили, баш како Netflix за филмови, ова е нешто за книги. И ова решение исто така нуди два профили, еден профил за возрастни и еден профил за деца, со цел да ги одвоиме тие два света и да може да има по-персонализирано искуство. Кога детето ќе си влезе во својот профил, си гледа само детска содржина, може да си одбере наслови кои што се по нивни интерес, да си одберат категории и така натаму, и исто паралелно и за возрастниот свет. Покрај оваа платформа за како мобилна апликација и таблет апликација за читање, слушање книги и подкасти, се наидува и B2B делот, односно сервисите за компании, во овој случај се издавачки куки и адвертайзинг агенции, каде што со помош на вештачка интелигенција креираме дигитални аудио содржини. Во случајот на издавачи ние креираме аудио книги за нив и го дигитализираме тие нивни содржини, нивни книги, а во адвертайзинг делот правиме voiceovers, продукт демос, explanation видеос, значи кои што објаснуваат како се користат некои функционалности во продуктот и така натаму. И сам интересира од каде се најде ти во Бокси. Знам дека претходно, ако не се лажам, прв предприемачки некакво степ е Бокси. Од каде ти во таа приказна, како се најде, кој сплет на околностите доведе до таму да бидеш дел од извршниот тим таму? Да, Бокси како проект почна од едно истражување и една идеја. Во суштина, кога го направивме тоа истражување да видиме што се случува на пазарот, што се случува со читањето, какво е однесувањето на луѓето во светски рамки, видовме дека се помалку се чита. Генерално. И тоа е резултат директно на појавата на социјални медиуми, нели, намалување на attention span, на тој прозорец на внимание кој што денес луѓето го сведуваат на многу пократко време, значи се работи за 2, 3, 5 секунди како можеш нечие внимание да привлечеш и потоа задржиш. И видовме дека луѓето се навикнуваат да конзумираат кратки, брзи содржини. Видеото си го направи своето, кратките, шортови, рилс и така натаму. И тој тренд допринесе да се намали тоа внимание и видовме дека всушност на глобално ниво, што се пресликува и тука во Македонија, се помалку millennials, па после тоа и Gen Z, помалку имаат некапацитет меѓу тоа желба и внимание да се задржат на долги книги. Значи да речеме 400-500 страни, ретко кои 20 сати. Да. И сето тоа ни постави многу прашања во тој процес на истражување. И најнапред сакавме да го решиме делот со децата и нивниот пристап кон книгите, бидејќи уште всадено ние и нас и одамна дека нели треба се чита со љубов, треба да сакаш да читаш книги, убаво е, учиш, напредуваш, така натаму. И што е како можеме тоа чувство да го вратиме?
Првата идеја беше мобилна апликација, бидејќи тој беше трендот тогаш, само овој тренд и одамна постои, меѓутоа тоа изгледаше како најлогично решение, бидејќи ние го дефиниравме проблемот, дека децата се помалку сакаат да читаат денес. И сега си викаме, окей, како да ги натераме децата пак да се заљубат во книгите, како пак да сакаат да читаат. И видовме дека е многу покомплицирано од само решавање туку така на тој проблем. И со идеација, со брейнсторминг стигнавме до таа мобилна апликација, меѓутоа свативме дека ако ставиме само PDF книги во апликацијата, што тогаш беше форматот кој што издавачите го имаат своите книги во дигитална верзија, свативме дека нема да се случи ништо. Тоа пак ќе биде досадно. И тука дојде моментот на кои се најновите дигитални верзии на книгите. Тука дојда аудио книгите, EPUB верзија на книгата, нели да се адаптира на телефонот на екранот, па да намалиш или зголемиш фонт, дури дислексик фонт кој што е адаптибилен за луѓе со дислексија и така натаму. И тука исто така дојде геймификацијата. И свативме кога ќе ги споиме овие 2-3 работи, најверојатно ќе биде интересно за децата да почнат пак да читаат. И тоа беше уствари првиот продукт на Бокси, апликацијата која што се лансираше. Значи децата се примерно фокус, може да се каже од стартот. Тоа е таргетот, тоа е таргетот, идејата позади продуктот. Да. Идејата позади продуктот се градеше, иако сега ако се свртам назад, уште денес имплементираме некои идеи што се даде во првиот ден, меѓутоа валидацијата по патот имаше многу клучна улога да видиме дека навистина им треба тоа на луѓето. Едно е што ние ќе се замислиме, друго е што функционира и како ќе го изградиме, како ќе го лансираме да функционира. Така да, деца беа, можеби таргет е лош чуден збор, меѓутоа за деца беше изградена првата апликација. Да, со тоа што со тек на време видовме дека овој проблем се јавува и кај возрастните. И така се одлучивме да го продлабочиме тоа портфолио на книги и искуство во Бокси да биде и за возраст. Ајде сега ако збориме, значи читање книги, збориме деца, нели читање книги, од која возраст тоа подразбира? Така, Сандора на деца им се чита книги уште пред они да имаат нели целосно, мислам ти си од нула годишни. Ти си многу експерци на оваа тема, така што за тоа може да отвориме. Значи што вика еве тука, дали претпоставам дека вие сте истражувале доста веќе на доста сериозен левел го правите се ова, што кажува науката позади тоа, како тоа влие. Мислам, јас со тоа што сум запознат сега доста дека децата конзумираат, сега не знам, искрено сум забележал дека збора доста англиски. Сега јас не сум нели тука да паметам што како, не сум уште остварен таа улога, ама некако како да постои некој тренд. Од друга страна нели сум креатор на YouTube и знам колку е експанзија на таа некоја форма за деца и како некако пробува нешто да како некој вид на отупување да постои у таа форма сама на некој што допринесува читањето, како влие тоа на страна од таа некоја видео содржина што е најлесно нели да ја пуштиш, потешко е да читаш и слично. Да. Создавањето на една содржина е доста комплексен процес. Тука во Македонија заедно со издавачите сведоци сме дека имаме доста квалитетни книги, доста квалитетни наслови, има многу убави приказни за деца и дефинитивно имаме простор за создавање уште. Заради тоа што баш адаптирањето на дигиталните медиуми и новите форми на читање, слушање, во која и да е формата, треба да го следиме заради тоа што глобализацијата, односно пристапот до сите информации, сите различни алатки на денешно време за новите генерации, ни прави да имаат многу поголем пристап до содржина на англиски јазик, отколку на македонски. Едноставно, имаат поголеми буџети, имаат создадено многу повеќе содржини различни, бидејќи не можеш една иста приказна да ја пушташ на детето секој ден, ќе му досади. На англиски јазик има безброј. И затоа мислам дека уште од мали знаат и англиски и македонски, што не мора да биде лошо, меѓутоа мора да имаме тенденција на тоа да го научат македонскиот јазик, бидејќи тоа е нашиот јазик, ние тука функционираме, на македонски учиме. И едноставно кога не можеш да се изразиш, дури мене ми се случува, зашто кога си во
дигиталниот свет многу англицизми користиш. Апсолутно. Цело време. Таква е природата, иако јас многу се трудам да не ги користам, а ќе се случи на овој подкаст. Многу работи ќе ги кажам измеѓу. Може и веќе нешто. Сигурно. Ама кога децата растат и толку многу комплексни процеси се случуваат и во емотивна и во секаква фаза, доаѓа до една фрустрација кога не може да се искажат. И кога се искажуваат полесно на англиски јазик, а не на македонски, тука веќе имаме можеби некој потенцијален проблем. Зашто може да има и родител кој што не знае англиски. И сега што се случува тука? Ама Сигурно има и такви. Да, како и да е, овие форми на пристап до македонска содржина се нешто што исто така ќе ни го зачува јазикот. И некои деца ќе имаат прилика на македонски да слушнат аудио книги, што според мене е многу добра работа, ја препорачувам. Јас на Сара уште одамна и читам книги, и физички, и електронски, и аудио книги пуштам, значи тоа е дел од нашето секојдневие. Меѓутоа тука доаѓа исто така една многу интересна работа, што се вика време поминато пред екран и што тоа нели Да, прави поактивно содржината, да. Да, заради тоа што дигиталната писменост мораме да се трудиме да ја имаме сите и како родители, меѓутоа и како деца, зашто истражувањата покажуваат дека еве и ние по 7-8 часа дневно сигурно Кај мене нема да откриваме. да, го проверивме тоа на кафе. Сигурно 7-8 часа дневно поминуваме пред екран. Кај деца тоа надминува и 10 часа, особено и во викенди. И работата е окей, тоа се случува, треба да се лимитира, треба да се ограничи, треба да се алоцира и да се искористи паметно. Меѓутоа кога си свесен дека тоа го правиш, тогаш ќе можеш да манипулираш и да го искористуваш како што сакаш тоа време или да го насочиш кон права содржина. Тоа е уствари и целта на бокси, значи да се помине квалитетно време пред екран. Дури ако не сакате да читате или да бидете директно со очи изложени пред екранот, имате опција со аудио книги. И тоа е некој баланс на дигитална содржина која што сакаме во склоп на продукт да ја понудиме на пазарот и едноставно да биде соодветна за новите генерации кои што читаат, слушаат на овој начин денес. Значи, малце дури нереално кога ќе се помисли тоа време поминато пред екран, ние цело време нели постојано се пласираат некои тези околу тоа колку сме сега ние заробени во целте дигитален свет, во социјални мрежи, но кога ќе видиш колку време ние поминуваме на тоа сите, значи нели некој помалку, некој повеќе, да речеме мојата генерација Gen Z, 7+ сати е веројатно просек, може и 8, кај мене беше 10, ама тоа не дава така, значи. Така се поволи. Значи буквално ние веќе живееме во тој свет негде, кога ќе видиме реално. Ако земеме просека спиеме 8 сати, значи ни остануваат во денот 16 часа, од тоа пола и повеќе да се помине дигитално пред екран е малце стварно mind blowing што викаат, но едноставно можеби најверојатно нема бегање веќе од тоа. Чудно. Нема, тоа е дел од нашето секојдневие, зашто веќе и способностите што си ги градиме околу дигиталните алатки, околу дигиталното време, екзистенцијата, да, утре тоа ќе го работиш. Мора да си спремен на такви работи, меѓутоа треба стварно многу да се внимават. Има една горлива тема околу screen time и деца, се препорачува нели до тодлер фазата, кога е мало бебе, да не се изложува одма пред. Тоа кај нас баш и министерот го имаше како. Да, и тоа е убава препорака. Да, многу убава препорака е тоа. И навистина треба да се следи, што не можам да кажам дека, например, еве Сара има 3 години, не била со 0 screen time, меѓутоа, нели време поминато пред екран, меѓутоа секогаш го балансираме. Значи не е тоа без крај. Од се по нешто, денот е голем и има време за се, дури да се поигра и надвор, да се поседи дома, да се изигра со играчки, да се прочита книга, да се изгледа еден цртан или песнички, да игра пред телевизор за се песнички. Значи има време за се, ако е квалитетно тоа време поминато. Дури и пред екран и без екран. Значи секако треба да сме тука свесни во времето.
Така, апсолутно. Ајде сега ќе продолжиме, после имаме, мислам, уште неколку теми да фатиме поврзано со тоа општо деца пред екран, содржина, видно содржина, што се конзумираме денес и ние и помалите. Сам да те вратам малце на бокси, на почетоците. Која екипа се склопите, како изгледаше првата акција, што се случи, онака баш да влезеш као на првото сеќавање од тој момент. Значи ти решаваш предко работи, што го спомна, решаваш да придеш таму како извршна улога. Тука со што се случуваш, некои твои размислувања на таа тема, во кој период, во која фаза си тоаш? Бока не спомнавме 5-та година, ако не се лажам? Четврта? Да. Една поише. Не знам дали е добро или лошо, што мислиш да ја зборувам. Добро. Значи, тука се работи за склоп на, еве да речеме, кор тимот или заедно со моите двајца партнери во фирма. Заедно го почнавме сето ова и спонтано се одвиваат тие работи. Некако сами се наместија коцките да ние заедно го работиме ова. Претходно работевме 7 години во претходната фирма, се знаевме добро. Имавме некои заеднички вредности и верувања, што верувам дека таму поттикна и идејата, желбата да продолжиме да работиме заедно. Претходната фирма си направи ексит, се продаде и од тука излегуваме ние и почнува другава приказна. Почетоците беа многу интересни околу истражувањето, да не се повторувам тоа, околу бокси, знаете како се случи. Меѓутоа, многу беше интересно лансирањето на бокси во Македонија. Кога почна прво во Шведска, да, па после свативме дека тука нема вакво решение и бидејќи се беше создадено од македонски тим, нашата желба беше и да го лансираме баш тука. Тоа беше малце емотивни патриотски причини. Лансирањето беше многу интересно заради тоа што најголемиот предизвик беше како да ги убедиме издавачите дека не сме конкуренција. Бидејќи тука беше, ама како сега ќе ја продавам физичката книга? Тука се потрудивме да објасниме дека бокси е уште еден канал. И многу е интересно, дури податоците во бокси на корисниците покажуваат и, например, ако има некоја книга која што е и во e-book и во аудиобук верзија, значи има и да си ја слушаат и да си ја читаат, некогаш и по тоа читање одат и ја купуваат и во продавница. Че сакаат на крај физичката книга да си ја имаат дома. Така да овој свет не е конкурентски еден на друг. Ниту е книгата наспроти аудио книгата не се конкурентски, туку се надополнуваат различни светови, се зависи каков тип си. И денес на сите овие нови генерации, нови начини на конзумирање на контент, сметам дека е неопходно едноставно корисникот тоа го очекува да ги добие тие варијанти, ако ги нема на македонски јазик, ќе си го најде патот некако да дојде до тие содржини на други јазици. Така да затоа јас сум поборник да генерираме што повеќе содржини и да генерираме што повеќе аудио книги за следните генерации. Се ме интересира, приватно зборевме малце, значи почетоците, окей, вие почнувате, веќе се знаете од претходно, ме интересира тој момент на првите предизвици, првото создавање на тим, првите проблеми, ајде од таму да почнеме. Што е првиот предизвик со кој се соочи? Прво, твојата улога, која конкретно, како е извршната улога, за што си одговорна ти во тимот? Од старт тоа го зацртавте некако или беше секој се? Не, па секој стартап мислам дека на почеток. Меѓутоа имавме некои способности по кои што се издвојувавме. Мене секогаш маркетинг ми беше подоминантна страна. Димитар и Владко ми се другите партнери во фирмата. Не го спомнавме до сега името. Димитар повеќе тежнееше кон технолошкиот дел, односно user experience, дизајнот и така натаму. Владко беше бизнис страната, искуството во целата оваа приказна, која што со тек на време ни го пренесуваше на нас, а и ние се го градевме сами. Почетоците за создавање на првиот тим, како што ни требаше човек во тимот за да направиме нешто, така пуштавме оглас. Имавме по неколку интервјуа, ќе одберевме кандидат, се приклучуваше на тимот. Морам да кажам дека друго е кога си дел од тим вработен во фирма, друго е кога е твоја фирмата и ти сакаш нешто да изградиш. Значи тие се два различни света. Секогаш сум била тимски
човек, многу мислам дека тимот едноставно допринесува многу на секојдневието, на енергијата, на идеи, креативност Не и само така работа. натаму, што многу други бенефити. Меѓутоа е многу голема одговорноста на градење на еден тим, бидејќи тоа создавање значи понатаму и како се одржува. Едно е како ние ќе си ја замислиме културата, друго е како ќе ја имплементираме и колку ќе влијаеме на тоа секој ден, а трето е што само ќе се создаде меѓу тимот. Така да тие работи се многу важни и сметам дека треба да се обраќа внимание на тоа од сите бизнис оунери. Знам дека некаде и нели, ајде не е важно тоа, ќе се среди само од себе. Меѓутоа факт е дека е многу комплексна и долгорочна работа, заради тоа што и тимот сам треба да создаде културата и убаво е кога рано ќе се препознае кој е или не е за тука и кога сами ќе се препознаат луѓето дека се чувствуваат дел од таа атмосфера и тој тим или обратно. А кои грешки би ги исправила се кога сме веќе кај тоа кај регрутација? Кои грешки сега мислиш дека си ги усвоила и некои работи што веќе си ги апсолвирала на таа тема, што не би ги повторила на почетоците пред 4 години? Кои се сега онака go-to методи што ги користиш еве англици? Кои се сега методи кои првично ги користиш околу препознавање на тимски играч? Кои се онака еве топ 3 вредности кои сакаш да ги препознаеш кај играчот сега, нели следејќи следната, тоест визијата која имате за следниот квартал, за следната година, следните 5 години? Се не знам колку широко ги гледате. А и на првиот дел прво, што би сменила или нели што би исправила, што би направила поинаку? Свој скилс. Мислам дека по-чести one-on-ones и нели состаноци еден на еден, каде што се дава фидбек, конструктивно се гледа што се поминало и можеби некој план за обострано разбирање подобро. Сметам дека во еден тим многу е важна комуникацијата. И тоа е нешто што се учи, мислам дека доживотно, како што се менуваат работиве, така треба што по-конкретно и по-чисто да се комуницира од двете страни. И тоа исто и се наметнува како дел од култура во еден тим. Така да на тоа можеби малку порано или повеќе би обратила внимание. За кандидати или општо кај тим, многу ми е важна иницијативата и желбата за учење. Бидејќи без разлика дали менувате кариера или сакате да научите нешто ново или сте на почеток, дури понапредна улога во тим, секогаш е важна иницијативата и желбата за учење, заради тоа што пазарот е многу динамичен, многу работи се менуваат, технологијата е лудо брза и треба да се адаптираме сите на нови промени. Сите учиме од ден за ден. Така да таа адаптација ако не си свесен дека треба така да се однесуваш, тогаш според мене тоа е некој минус, да. Red flag. Да. Значи сакаш да препознаеш од старта некоја способност за менување кај идниот кандидат и слично. А ме интересира ти како лидер, колку од времето, вака враќајќи се назад, бидејќи претпоставам дека си бил во многу тековни активности, колку од времето си издвоила на тоа да се посветиш на тимот, бидејќи јас од некој искуство можам лично да споделам и од луѓе што ги знам што споделиле со мене дека топ позициите, нели, извршните позиции во случајов е ти како што си во бокси, доста малце време обраќаат на самиот тим, се некако препраќаат преку втора рака, нели, го нема тој личен контакт кај што ти како некој што носи визијата, што е, нели, што го зема од првиот чекор, многу малце посветува време на тој што треба да, нели, да гради упозадина, да го моделира се тоа што на крај треба да се имплементира во продуктот. Колку од тоа време се пратам на прашањето, колку од времето е во акција спроведена од тебе, значи акција што е потребна, дали е маркетинг, дали се твои лични состаноци, и колку тоа се си го делила на тимот или денес го делиш, или дали има промена во тоа од почетокот до сега? Да. Делегирање е многу важна работа исто така, меѓутоа јас не можам да генерализирам сега или да зборувам за поголеми фирми или корпоративни активности. Значи јас сега ќе зборам малце за ова, јас што го имам искусено, значи тоа е мала фирма. Во принцип, мала кога кажувам, тоа значи дека сме мал тим и треба да сработиме се. Од тука тргнувам заради тоа што секогаш сум била вклучена и оперативно, значи не само стратешки. Кога некој период бара повеќе да се ангажирам околу стратешките работи, или, например, фандрейзингот и така натаму, значи тие работи
во еден период од времето ме изолира, односно едноставно јас така пристапив на тоа, морав многу да се сконцентрирам, да обработам некои работи, менував pitch deck од ден за ден, значи тоа е, не знам колку верзии имам на pitch deck-от. И тоа бараше голема концентрација што доста ме извади од комфорт зона, меѓутоа и ме направи да речеме за себе бев понервозна. И сватив дека до негде тоа беше и заради тоа што не бев ни со тимот. Зашто кога сум со тимот и кога работиме заедно нешто, ти не се осеќаш сам. Ќе си споделиш. Да. Не мора ни да го споделиш нештото конкретно, него заедно ја работиш работата. Се некој нешто ќе фати и ќе се сработи. Не се чувствуваш дека сам го влечеш зад себе. И од тој аспект не знам и днината што носи, меѓутоа ако можам би одбрала секогаш барем малку да сум вклучена во оператива и во секојдневните работи. Чисто како пример, кога го адаптиравме шведската апликација, кога ја лансиравме во Македонија, тоа беше процес на работа од девелопмент, маркетинг, тестинг и така натаму, сите тимови заедно. Тоа беа едни од најдобрите 2-3 месеци на Бокси, каде што сите работевме, не гледавме викенд, значи никој не гледаше ни работно време и никој од никого тоа не го ни побара, едноставно спонтано се случуваше се. И самата енергија. Да, и тоа беше заразно. Меѓутоа на крај, кога успешно го лансиравме продуктот, иако многу луѓе не веруваа дека ќе стигнеме, таа сатисфакција во тој момент од добро завршена работа, тој адреналин во тој момент, мислам дека никој не може да го замени. Спомна околу финансирањето, тоа сакав на почеток да го опатиме. Се нели се градење тимови вона, често некој би се соочил и со тоа прашање, нели од каде пари, како пари. Како се финансира Бокси во почетоците и сега како изгледа бизнис моделот? Од каде доаѓаат? Да, Бокси во почетокот си беше приватно финансиран од основачите, исто така bootstrap, значи се што се заработуваше Бокси се враќаше назад како инвестиција во самата фирма. Потоа стигнавме до момент каде што ни треба уште средства за поголем раст и нови елементи во ведување на нова индустрија, нови сервиси во продуктот, односно во платформата, и така стигнавме до фандрейзинг процесот кој што се одвиваше лани. Затворивме успешно дел од инвестиција со ангели инвеститори. Моментално имаме уште преговори со неколку заинтересирани инвеститори и паралелно достигнати неколку milestones кои што ни отворија нова вертикала и нови сервиси, а тоа е B2B делот, односно сервисите кои што ги нудиме официјално за издавачи и за адвертайзинг индустријата за помош на вештачка интелигенција. Сега поконкретно нешто ако имаш. Сега моментално, значи, предплатите, делот, кој е нели бизнис моделот што моментално генерира? Бизнис моделот, вие на која скалила би се оценили дека веќе сте само одржливи или кога се работи за бизнис моделот има нели B2C и B2B страна. B2C делот е предплатите месечни кои што се за крајни корисници така натаму, а на другата страна е моделот на наплата по извршена услуга кон издавач или адвертайзинг компанија со voiceovers и audiobox. Моментално тие два се изворите на ревењу и нормално во следните 2 години сакаме да пораснеме во повеќе пазари, бидејќи имаме на располагање многу јазици. Моментално хрватскиот ни е доста развиен. Веќе преговараме со хрватски издавачи за аудиокниги и тоа е моментално најактуелно, исто така voiceovers за локализирање на кампањи. Че тие две работи не се фокус од B2B делот. Бизнес модел? Процентуално? Да. Па би рекла сега во иднина очекуваме да биде со помала застапеност претплатата наспроти. Да? Да. Значи повеќе агенциски модел да се работи. Едноставно помала е понизок е прайсинг моделот на претплатите наспроти аудиокнигите и voiceovers. Значи би требало поголема е, да. Се очекува да генерира повеќе. Да. Сега те прашам од оваа гледна точка, од ова што го имате поминато во 4 години, спомнавме почетоци, спомнавме некоја идеја што била позади продуктот, спомнав нели првото градење на тим, уште нешто сакам за тимот после тоа да спомнам.
интересува оваа гледна точка сега кај што сте, што сметаш дека бил следниот голем чекор за бокс и што би можело да го лансира? Онака што размислуваш на страна нели од бизнес планот што го имате day to day активности, онака малце поширока слика, например, што мислиш дека ќе биде големиот степ ап за бокси? Имаме една желба која што сакаме да ја реализираме, а тоа е да можеш да родителот да може да си го сними гласот и со тој глас да може да се читаат аудиокнигите. Да го замени. Не би рекла да го замени, можеби да го надополни во моменти кога не е тука или кога Зборам да го замени гласот од оригиналната аудиокнига. да, Така, скоро да, целосно. да. Тоа веќе Значи, мислам дека постои. Тоа постои, меѓутоа македонскиот јазик се уште се развива и се подобрува од ден на ден. Има многу добри модели и едва и чекам да добијат уште подобра форма. Например, англискиот е чудо. Меѓутоа има и многу содржина, има на што да се обработува. Да. Хрватскиот исто така, српскиот, бугарскиот, словеничкиот, значи тие со кои што работиме се многу понапредни. И се надевам дека во скоро ќе може нешто такво да представиме. Друга работа е еден наш фичер, функционалност кој што го има во апликацијата. Тој има неколку книги кои што се заедно со во нив има вградена вештачка интелигенција, и тоа значи дека можеш да си разговараш со асистентот. Можеш да го прашаш што зборува книгата, која е поуката од книгата и така натаму. Да, и тоа е целта. Често нели конфликтот е AI заменува нешто, меѓутоа во овој случај не се работи да замени, туку идејата е да надополни. Бидејќи која книга и да ја прочиташ, на крај идејата да разговараш со некој за книгата, можеби различна перцепција, што е поуката, ја сватив ли, ти како ја свати и така натаму. Може една книга јас ти да ја прочитам и сосема различно да ја разбереме. И тука е идејата да поттикне некој разговор, дури и меѓу родителот и детето, за книгата што ја прочитама. Не знам, од Хајди до Петар Пан, Пинокио, например, можеш да прашаш што ќе се случи ако Пинокио престане да лаже, дали ќе му се намали носот. Сега тука има едно објаснување. Да. Интересно. И тоа е се создадено со вештачка интелигенција, со цел да го подобри искуството или да ти помогне да одбереш дали тој наслов е за тебе, дали баш сега си во таков сетап, сакаш такво нешто да читаш или слушаш така натаму. Така. Умна вештачка интелигенција, што мислиш вака искрено, дали сме свесни до каде сме веќе одвоени со вештачка интелигенција, со тоа што колку е дел од секојдневие, колку работи заменува? Сега збориме да прочиташ книга па да кажеш на некој, сега тоа да можеш да го правиш со AI. Мислам, ChatGPT гледав колку нели луѓе имаше анкета како го користате како психотерапевт, како нели како психолог. Мислам, нели чудно е некако колку сме веќе всушност длабоко влезени, цело време збориме и што ќе биде, како веќе да се случува и како да е активен дел од нашето секојдневие, од градниот бизнис. Мислам дека стануваме свесни колку помага и колку не убрзува во некои работи. За заменување некако ми е таа тема веќе нели презаситена околу замената. Повеќе се работи сега да си ги најдеш правите алатки кои што се базирани на вештачка интелигенција за да ти помогнат ти да си побрз или поефикасен во одредена работа. Многу помага моментот што порано кога правевме на пример едно истражување, тоа траеше со недели да се исчитаат сите извори, да се најдат правите податоци, да бидат тие релевантни, да се извлечат заклучоци, да се нацртаат графици. Значи додека правиш една работа можеш да го правиш тоа паралелно, да не зборам за други работи, реализирање за, не знам, веб страни или мини продукти, MVPs и така натаму. Така да од тој поглед мислам дека е многу добро, како што и порано еволутивните промени се случували, доаѓале нови продукти и нови технолошки решенија, така и ова. И сметам дека допрва доаѓа тоа што треба да се случи околу вештачката интелигенција, меѓутоа со отворен ум, со свесност и едукација
мислам дека ќе научиме како да ги користиме сите тие алатки се подобро и подобро и да ги искористуваме во наша корист, да бидеме побрзи, попродуктивни, поквалитетни и така натаму. Така, делот ако ги користиме колку алатки у таа некоја нели технолошка револуција што се случува водена од таа вештачка интелигенција ми е окей, но знаеш мислам дека влегува веќе као подсвесно и на некое друго поле кај што веќе влегува во социјализација, че ти се можеш да комуницираш со него. Нели всушност мислам едноставно веројатно е тоа дел од еволуцијата. Нели секој си го бара идеалниот партнер, идеалниот другар. Нели сега во вештачката интелигенција може да се прилагоди на тебе базирано од таа дата што има за тебе да биде идеален спрема тебе. Значи луѓето кога се повеќе мислам ова не е као хейт бе, ќе секогаш сум тука и за и претходниот мобет околу децата англиски зборат цел свет веќе се глобализира. Океј, не може да го спречиме со никој муабети, поишеме и мрчење се ај вака треба, така треба. Едноставно секој ова сега што го живееме резултат на одлуките на секој еден од нас, што највеќе ги избираме на нели што ги бираме на дневно ниво. Така што нема да се нели премногу некој ова е лошо, она е лошо. Така е како што е. Но веќе навлегува во таа некоја социјален дел од човекот, од формирање на личност, како избегнување на конфликти се повеќе. Сеќа на доврзан тоа се една тема што ни е следна, тоа е работа од дома. Значи како повеќе да си работиш и со да ти е партнер некој што ти одговара, у случајов е ChatGPT кој прилагоден веќе за тебе, нели има те знае отприлика. Немаш конфликт на работа, немаш некако конфликт. Тоа избегнување на конфликти како гледаш ти лично како личност, а немаме за тоа факти да збориме. Ме интересира како личност, дали е битно за создавање на еден карактер според тебе тоа да влезеш во конфликт, да со некој face to face вака сечка ние сега да се запознаеш, да комуницираш, да се кршиш па и на работа, на потежок можеби начин да стигнеш до некои информации со некои други работи, онака општо што се дел од човековиот карактер да се соочуваш. На страна тоа се да гледаш да си го олесниш, што е избор што би го земал секој да, но мислиш дека може да има некој, нели што би рекле нус појави од тоа некои последици. Да, Филозофски е сега. Да, малце филозофски, не повеќе е моментот дека оваа тема е многу добра можеби за некој психолог кој што може малце постручно да го објасни ова, ама еве него е мое размислување. Да, дефинитивно и убаво е да се зборува за овие теми зашто треба можеби да бидеме сите малку посвесни. Работата е дека особено со работа, еве и во приватниот дел од животот, јас приметувам промени пред и по короната. Не знам дали тие потекнуваат од мене или и од околината или од двете страни, меѓутоа дефинитивно остави некој белег тој период. Сега во поглед на работната околина и работа од дома, работа во канцеларија и така натаму, ние сме социјални суштества во принцип, без разлика дали е некој повеќе интроверт или екстроверт. Мене тестовите дури ми покажуваат дека сум интроверт, не знам дали ќе ти се верува, ама не е важен тој дел, него повеќе дека сега се повеќе колку со помлада генерација зборувам, се повеќе се за работа од дома, можам да работам од кај сакам, не морам да одам во канцеларија и така натаму. Тоа е све супер. Тој дел на работа од дома носи една таква слобода, можеби поголема продуктивност во одредени моменти, поголема креативност и така натаму, меѓутоа кога ти си на почеток, ние не добиваме некоја презнаење за тоа како изгледа една фирма. Ние тоа се и на факултет и пред тоа некако виртуелно си го замислуваме тоа. Кога ќе влеземе во една фирма, тогаш се случува се. Така функционирањето, пријави, одјави, одмори, така натаму и едноставно прилагодување на луѓе, стигнување на рокови, па култура, па соработка со тим, со луѓе што прв тоа се за прв пат веројатно. Да, и мислам освен на филм и на серија си го гледал претходно, но сега за прв пат in real life. И секоја фирма е приказна за себе. Нема две исти фирми, ретко. И тоа не верувам дека можеш да го научиш на Zoom или од дома. Така да тие што на почеток влегуваат во работни односи, мој некој моментален став е дека треба да одат во канцеларија и треба да учат од колегите, зашто можеш да научиш буквално од секој се. Дали е некој джуниор, мид или сениор во групата. Значи, гледаш
на состаноци што се случува ако имаш прилика. Гледаш што значи да се донесе проект, гледаш што значи да се одржи едно демо. Пред Мислам, не чувствуваш таа тензија, самата таа тензија, нели ти растеш по правило од стрес. Не можеш од комоција никако да пораснеш, нити карактерно, нити нели мора тој стрес кој препознаеш кај лидер од тебе сега, да речеме ти си лидер, јас мора да го препознам тоа кај тебе зутре, тоа мене да ме потикнува да одам напред. Нели, така јас размислам. И си кажувам, многу зборевме дека и кога се кажуваат вакви работи, така сега некој знае да почне. Одма поделба. Значи, одма се делиме, одма не може да се дискутира на никоја тема, така што луѓето треба да се запрашаат што ги тригерира нели подлабоко од тоа да не може да се збори на некоја тема. И знаеш се повеќе јас гледам кога се отвора оваа тема, мислам сега јас сум поиспроциран тоа што други се ставиле на таа тема. Значи многу се луѓето лесно се ефекти, да, окей, тебе ти е погодена, да, ама сега правиме дискусија нова. Значи ти треба да бидеш способен да правиш дискусија на некоја тема и да не ти одговара. И бизнис, сега си ти приватно може би сме окей, ама може да не сме окей, и имаме соработка, нели? На страна бизнис имаме соработка и денес имаме соработка, значи ние мора некако да пробуваме да бидеме окей. Нели са не да почнеме да се караме да се тепаме што се вика, значи треба да има некоја основа на комуникација. И кој да проба таква некоја теза да пушти, одма иде некоја токсична страна. Бам, ајде после тоа ќе отворим и тоа го запишувам. Види како што е конфликтот, хармонијата и можеби компромис делот. Тие три делот секојдневиево, така и од работата. Значи тие три работи ги не се сегде. на работа. И не можеш да бегаш. Дури конфликт некогаш е здрава работа. Кога ќе има две различни мислења е здраво. Мислам, не значи дека треба да се искараат тие двајца, меѓутоа да има аргументирана дискусија, да видиме што е најдоброто да го направиме тука е многу убаво за една фирма. Сега тука е личниот напредок кога ти се бориш со себе да ги надминеш некои работи и да се научиш. Многу често се случува и можев ова вака да го кажам или требаше подобро да се изразам, ова не ми текна да го аргументирам и слично. Тоа е работа на себе кога учиш да стануваш многу подобар комуникатор и утре да работиш и со луѓе со кои што не се согласуваш. И тоа е дел од работата, тоа е професионализмот. Така да тоа се гради со интеракција со луѓе и со заедничка работа. Не викам дека дефинитивно мора 200% да бидеш во канцеларија, 100% од работното време да бидеш во канцеларија или да бидеш целосно од дома, меѓутоа некој хибриден модел мислам дека е здрав. Меѓутоа сепак за луѓе кои што се впуштаат за прв пат во работен однос, сметам дека треба да бидат во канцеларија. Дури од моје искуство и во што помала фирма влезеш тоа подобро, ќе ги научиш работи, зашто да, ќе работиш од се по нешто. Па после ти одбери во што сакаш да бидеш професионалец. И со тоа одење на работа, мислам дека ќе си изградиш некој свој став, ќе изградиш и доверба. Довербата се гради со резултати, со однесување, со работа, со интегритет и така натаму. Значи сите тие работи како склоп мислам дека се здрави на почеток да бидат во канцеларија. Да, и мислам и сите работи што ги наброја се стекнуваат во околина. Мислам дека не може да се стекнат онлайн. Не дека не може, но е многу потешко или од мое искуство јас не можам да замислам. Можеби ќе видиме допрва, можеби ќе може. Сами се одим натака, окей, значи исто многу беше актуелно едно време, ние првиот пат кога седев на кафе на тема, па сега подзастана, нели тој некој хастлерс менталитет кај нас, да ме колку е overrated во некои 20 рани години да имаш work-life balance, колку имаш всушност предности, можности, колку имам, например, јас чакам некој што нема фамилија, што нема такви обврски наспроти тебе. И општо запознавајќи се, ние постојано зборам со лидери тука Next Gen подкаст на страна исто околу работата, колку всушност најголем асет нели што ми го дават на мене е тоа што имам нели 24 години, колку време всушност имам и колку можности, колку шанси да поголем ризик, нели наспроти тоа да сум сега во некој изграден систем. Значи тука тој сега исто менталитет настапува кај нас тек допрва, нели почињаат дебати на тоа, ама осцилираат на еднаш и некако не може да се продолжат конструктивно. Него веднаш некако почнува со осуди, со критики, со след слично, окей. За кој е твоето мислење на таа тема? Дали 20-те години, раните 20-ти години, да речеме, се као некој плюс што треба да се искористи, као треба да се оди малце red zone и слично? Дефинитивно.
мислам, не е ова одговор од еден збор. Но сепак да речеме 10 години си над таа граница, веќе нели можеш да ја гледаш ретроспективно, дали многу пати можеби 5-6 години јас работев плюс од тие 8 сати дневно, особено после факултет. И да ти кажам искрено, не ми е криво ни за 1 минута потрошена плюс во работа. Сега има различни карактери, различни желби кај луѓето и различни амбиции, сето тоа е окей. Само секој треба да се биде реален со себе си и кога ќе бара некој оглас, кога се препознава себе си или кога не се препознава, фер е да убаво е ако знаеш што бараш. Јас кај мене лично не одбивав работа. Мислам, имаше и надвор, нели, фриленс проекти, имав и full time job и така натаму. Ништо од тоа не ми сметаше. Еве и денес не ми смета кога сум на одмор. Ајде сега можеби не треба така да се споредуваме, еве кога бев дел од тим, вработена во фирма, никогаш не ми сметало да одговарам на мејл, да се јавам на телефон, да имам и по некој состанок додека сум негде во странство. Уопште не ми било проблем. На некој тоа им пречи. И сега не знам што подразбира тој work-life balance, ама ако ти одиш на работа во токсична атмосфера и се враќаш дома во токсична атмосфера, или едната е таква, тебе на другото место не има да ти е убаво. Или и двете. И затоа е тоа многу комплексна тема. Убаво е сега балансот кај мене денес како изгледа. Јас многу се повеќе го ценам времето од порано. Ете, можеби порано и ми било многу послободно, па поинаку сум го гледала. Меѓутоа сега гледам да ми е многу испланирано. Знам од прилика што имам ова следната недела овој месец, некогаш дури 2 месеци и така натаму. И некогаш се излегува од тој баланс. Че тоа е баланс на обврски што ги имаш да си ги завршиш. Имаш одреден проект, треба да се заврши нештото, паралелно имаш дете, активности дома и така натаму. И во одреден дел од годината различни од тие два света, во некој од тие два света си потребен повеќе. Едноставно само треба прифатиш дека од време на време се излегува тој баланс, што таман ќе го постигнеш, излегуваш од тој. И јас учам тој момент да го прифатам и да речам, окей, сега овде е фокусот, ова е најбитно. Другото ќе почека, не го оставаш, не го забораваш, не си неодговорен, меѓутоа да не се чувствуваш грижа на совест, да речеме за таа кај што помалку се даваш процентално, веќе ти е пак 100% како единка, имаш да бидеш 105%. Не можеш да се деслираш. Да. Има грижа на совест од време на време и тоа мислам дека е здрава работа и убаво ако една личност има грижа на совест. Значи, окей, нешто е подоставено, треба да се вратиме, треба да го доработиме и така натаму. Така да мислам дека сите тие работи се дел од животот. Така, значи сега спомнавме дека таа грижа на совест, претпоставам дека можеби поизразена виде во твојата улога, нели ти си и покрај тоа што си предприемач, човек кој работи на одредена функција во фирма или слично, си и мајка, нели претпоставам дека и таа улога некако прави повеќе стрес, диктира некои работи различно се доживуваат и слично. Се нема тука околу улогата на мајката и од тие тенисата влегом како овако, ама ме интересира кога седнавме вториот пат ти поставив едно прашање кое всушност пројави дискусија околу самото прашање, толку одговорот кој понатака ти ми го даде, него самото прашање беше интересно да се посматра, тоа те прашав како е да си жена во бизнисот. И после јас и ти анализиравме всушност дека самата нели самиот момент што јас те прашувам како е да си жена во бизнисот, ти ми вика нели сигурно нема да прашаш некој маж како е да си маж во бизнисот. Како гледаш ти на тие поделби, на тие работи? Доста зборевме лека што е поделена културата околу треба вака се работи, треба така римовото, она добра работна средина, лоша работна средина, нели као најголемата војна всушност да настанува меѓу половите во денешното време. Не знам дали ќе се согласиш со мене. Од едната страна кога имаме некој изразен феминизам, од другата страна изразен не знам, некој машки одбранбен систем преку Ендру Тейт, преку таа екипа, преку тоа комјунити, ова комјунити.
И некако сите луѓе што пробуваат на средина да бидат век не знаат нели што се случува. Ко да немаат мислење. Немаат пистење испаѓе. Да. Или ко помалце да им се вредно или ко да не го кажуваат истреното како сега да ама ти нели длабоко у себе сигурно си тежок феминист или тежок шовинист или што и да си. Од каде тоа прашање, од каде потекнува историјата на тоа прашање? Да, мене реакцијата кога ме праша ти како е да си жена во бизнисот, повеќе ми беше дека не беше од феминистичка страна работата, дека и Не го што не траше смаш како е во бизнисот, меѓутоа повеќе ми беше аспектот дека градење на еден бизнис има голем и долг процес кој што е доста trial and error, од полот зависен. Да, се менува бизнисот преку ноќ, се менуваат нели технологии и така натаму, треба да се адаптираш на промени. Се го најдеш продукт маркет фитот за твоја нели тоа да си го најдеш таргетот кој што сака да го купи она што го продаваш ти. И тоа е еден процес кој што еве да се свртам наназад, јас толку брзам да го стигнам крајниот резултат, што заборавам дека и тој процес на таа работа е многу валиден, многу убав процес и многу се учи по тој пат, зашто не сме ни свесни во моментот кога сме во таков момент колку све учиме. Да. Во врска со половите, јас ич не го гледам тоа така. Многу ми се екстремни и двете крајности. Не знам, можеби не знам доволно за да дадам, не им ги знам сите теории до крај. Меѓутоа, мене повеќе ми се сведува тоа на способност, без разлика дали е маж или жена, колку си способен да се адаптираш на промени, да ги поднесеш сите тие притисоци, да се снајдеш кога е најтешко, да не подклекнеш на некои работи, интегритетот да си го зачуваш, си го задржиш зборот. И така тие неколку работи се доста предизвикувачки во тој бизнис свет, меѓутоа способноста, желбата за цело време да се научи да се прилагоди кон промени е клучна кај личност, без разлика дали е машко или женско. А улогата на родител, пак мислам дека и кај двата пола е исто процес. Можеби да, мајката како примарен, најчесто примарен давач на грижа кон детето, ама не дека татковците или другиот партнер не поминува низ некои процеси, така да. Така треба, можеби. Ете, јас сум од тие на средин. Да, мислам дека околу работата. Околу работата што спомнавме околу таа поделба, ја искрено мислам дека у Джензи е многу поизразено дури од вака. Поделбата е? Да. Сите тие термини се Джензи термини. Мислам дека и феминизмот страш некако потекнува најголемата потпора и од таму, исто и оваа машхава страна. Можда примена повеќе од потекнување. Да. Да. Може и после. Дефинитивно треба да се збори на тие теми, зашто не се отворат. Треба да, и што повеќе експерти, мислам, луѓе кои што ги обработуваат малце по-длабоко, убаво е да се чуете и некое по-професионално. Нешто исто мислам јас гледам на таа тема, постојано нели кого да донесам на некоја тема и слично. Ја мислам дека овие работи толку брзо, некој нели почет огромна за секој што е експерт во своето поле, секој си има нели што работи, за што е експертиза. Јас не можам сега да бидам експерт на некоја тема за некој што работи дневно ниво, но работите и животната динамика која живееме сите денес е толку брза, што мислам дека нема простор некој таа да ја анализира, да ја толкува. Да ма влезе толку. Највеќе може преку вакви разговори нешто кој да каже како го доживуваш ти тоа од тие 5 идеала. Ја си видела коментари што како влие тоа на тебе, како се рефлектира. Затоа сметам дека ова што го правиме, овој концепт на медиум што е подкастот, нашиот и многу други, многу и попознати и подобри, некој го пратува на светско ниво, нели допринесуваат на таа тема. Да, дефинитивно. Да, јас многу гледам подкасти и нели да не зборувам и за аудио книги се подразбира. Меѓутоа да, подкастите ми се еден начин да дојдам до одредени теми што немам познавање, да научам нешто ново, да чујам и еве вакви критички мислења,
од нешто. Можно само да влезеш у муабетот на некој. Да. Некој кога не гледа, например, веќе сме 56 минути, некој ако не изгледа, веќе влегол доста у муабетот, повеќе од ние сега не го доживуваме толку бидејќи нели пролетно време размислуваме, снимаме и слично. Некој од страна не па да имам вакво мислење, се согласувам со Иво, па Георги добро кажа тука или не, пак искоментирам, нели ако е конструктивно, ако не е конструктивно, ако е од фейк профил е хейт, тоа не го рачунам за релевантно во никој случај, иначе секоја критика добро дојде. е апсолутно и повеќе од добре дојде. Ти ми спомна 4 години бокси, јас кажав 5 години. Е сега прашањето се надоврзува со тоа што го кажав, значи ако можеш да си кажеш нешто на себе си пред 5 години, дека не е пред 4, дека 4 актива бокси, што би си кажала? Како би си ја доживела оваа се авантура што се случува веќе 4 години, ова искуство ново животно, ова впуштање нели во предизвици од финансирање до лансирање продукти, иновации, продажба, пазар, се што вклучува тоа лудило наречено. Потешко е од што мислиш. Да. Не, шала на страна, значи тоа ова е валидно, не дека не е валидно, меѓутоа исто така и резултатот е многу повеќе го чувствуваш резултатот и посреќен си за тоа отколку што можеш да сонуваш или да замислиш. Така да тоа се гради и исто така би си кажала дека интуицијата која ќе ја приметиш треба да ја послушаш, зашто Колку мислиш дека е важна? но Тој нели што збора без разлика дали е некој нели предприемаш без нели тој желудник, тоа чувство gut feeling. Знам дека сите некако го имаме за нешто, без разлика дали сме предприемачи, лидери во тим или воопшто немаме лидинг позиција, сите имаме за нешто во врска со работа или приватен живот интуиција, треба сите да си ја слушаме на некој начин. Жените нели повеќе имаат интуиција. Не, повеќе го кажувам од аспект на тоа дека во одредени моменти, дури и да не си свесен, еве, майлстоунс на бокси што сме ги нацртале пред година дена, не ги гледам јас секој ден, меѓутоа тука никаде позади во главата си стојат и ги остваруваш без да осетиш така конкретно. Да, следиме ние KPIs, имаме метрики и така натаму, меѓутоа некои работи треба време да се абсорбираат у глава и после ги доживуваш преку... Да, подсвесно, интуитивно одиш кон тоа, целиш кон тоа. Исто така и дел од интуицијата, валјда и вредности, верувања, си привлекуваат луѓе и тим складни на тебе. И сега вака кога ќе се свртам на назад, некако цело време сме ги имале правите луѓе, не знам, ќе се појави нешто во прав момент и така натаму, и тоа ништо не е случајно. И мислам дека да верувам во процеси, во луѓе Тоа се би го кажал. повеќе. Знаеш, кој одговори исто ми се свија на ова прашање? Нели за почетокот на некоја приказна предприемачка, каква да нели приказна да пробаш нешто да направиш, да застанеш на нозе, како и тоа да се нарекува, нели не мора ни да се онака оверейта самиот тој поем, е дека ќе треба 3 пати повеќе време и 5 пати повеќе пари. Мислам дека тоа е најреалната на свет, дека ти си имаш предица, нели као ај за 5 години кога ќе има смисла ова што го правам реално, ќе има тежина, ќе има години, ќе има денови, усе. Значи најверојатно е X3 во време и во пари е сигурно X5. Да. Така што Да, зборувајќи со еден баш од инвеститорите, го знаеш тоа од старт дали би почнал, знаеш, треба малку и онака не може, ако се плашиш од тоа, нема да го you go for it. И ќе пробаш, нема да функционира. Многу идеи, дури најгениалната идеја да ја имаш без реализација, тоа сме го спорили 1000 пати. Нема вредност. Глупа идеја со мокна реализација, да, може да добиеме да залича нешто. Да, пивотот е секогаш тука кога пробуваш и итерираш и доаѓаш до сосема нова реализација на првата идеја што си ја имал. Така да тоа е дел од процесот. Зборувајќи, ако имаме воопшто време, со еден инвеститор, баш уствари тоа е логиката, што викаш ке ти треба пута 3 време. Неговата теорија е ако секој ден работиш по 8 сати и стигнеш за 3 месеци негде, треба да работиш по 16 во денот за да стигнеш малку порано. Се ова е дискутабилно.
некогаш треба паметно да работиш, подобро да делегираш на некој што е попаметен од тебе за таа тема да го сработи поквалитетно отколку ти да си експерт за све. Значи има Да. тука голем Или што би рекол Немања, мојот пријател, дека ти треба паметно да работиш, ама ќе мора и многу бидејќи ќе има некој што и паметно работи и многу работи. Значи секако се си заедно, да. Значи тоа е некој баланс и кажам, комплексен, да, комплексен процес на сето ова, така да секој со својата интуиција и Секој да реализација. прави што сака, да гледа да биде исполнено тоа, да се поврзува со луѓе што некако му даваат добар gut feeling, нели за тоа што го прави, за тоа за да има заеднички планови со нив на тому како на лично поле, така и на бизнис поле, негово си е како ги дели тие две работи. Ние не сме тука ништо да судиме, мислам дека бевме денес политички коректни спрема сите. Ќе искористам оваа прилика, веќе сме преку 1 час лайв, ќе искористам прилика да ти се заблагодарам многу што ја прифати поканата, што дојде. Имам уште многу теми што може јас и ти да ги опфатиме сигурно и верувам дека ќе има можност уште еднаш да снимеме, нели why not? Дај Боже. Фала ти многу што ни Фала и испочина, што тебе. дојде. Се надевам дека си помина добро. Супер. Некои завршни зборови за дискусијата, некој go to message. Go to message за сите што сакаат да почнат некоја предприемачка приказна или да реализираат идеја, да не се плашат да го направат тоа, за да не им биде после криво што не го направиле, барем нека пробаат, може или да успее или да не успее. Не губиш ништо, само можеш да добиеш барем знаење плюс. Така, значи или ќе се откажеш или ќе станеш подобар. Да, или може ќе ти успее Може на ќе ти голема успее. врата, да. You never know. Тоа е тоа. Ова беше денес 45-та, верували или не, епизода на Next Gen Podcast. Значи уште 5 сме до нели големиот јубилеј од 50 епизоди, што искрено Честито, браво. значи, значи не е мала бројки 45 сега како гледам, значи 45 ваков разговор. На страна имавме се 6 кои не тра, значи ова е 51 пат наистина да маса да седам со некој. Искрено уживам во сите овие разговори, поготово со луѓе како тебе, и голем број на луѓе што веќе биле во Next Gen Podcast, така што сам да се заблагодарам и на сите вас кои сте дел од овие 45 епизоди, сте погледнале барем некоја. Ќе ни значи многу на овие топли времиња што снимаме да не поддржите, да ја споделите нашата содржина или да окликнете subscribe дугмето. Тоа е тоа за овој епизод, до следно гледање, пријатно.